Кој го краде Божик? Цел декември во христијанскиот свет, не овдека, во останатиот дел на светот, е посветен на Божик. Тоест, сите активности кои се организираат, се посветени на Божик, се украсуваат градови, улици, продавници, се подаруваат подароци, се купуваат подароци, музики има насекаде, божикни и така натаму. Кај нас овој период е предновогодишен. Се е посветено на Нова година и за Божик почнува да се мисли дури после Нова година. И така на некој начин се краде од тој божикен амбиент. Би требало ова сезона или овој период да биде божикен период. Но така е кај нас. И го крадеме, ја крадеме радост или вистинското значење на Божик. Но тој не е најстрашното. Нека да ми доаѓа, некој сака да ме конкурира со музика. Да. Ништо, добро. Ако, ништо, не. Биват грешки. Има јунаци од филмови, од литературни творби кои се поврзани со Божик, божикни така херои. Повеќето од нив се позитивни, но има и негативни. Има луѓе кои не го сакаат Божик, за нив се правени филмови. Например, еден таков лик е овој најпознат Ебенезер Скруч. Сте чуле за него? Има неколку филмови направено, а инаку е јунак од едно литературно дело на Дикенс, мислам дека беше Чарлс Дикенс. Тој е банкар, скржавец, не го сака Божик, самата помисла за Божик предизвикува реакција на гадење, бляк, глупости, само напразно давање пари за подароци. Друга таква личност е ова зелено суштество, и не го знаете сигурно, Гринч, кој не го сака Божик, го мразе Божик, зашто луѓето се радуваат на Божик. Тој не сака кога луѓето се радуваат и така, и тоа е литературна творба, имено на некој си доктор, не е толку познат како Дикенс, и ги краде сите подароци во градчето во кое што живее, за да украде таа радост што ја носи Божик. Гринч, нели? И има литературното дело и филмот е Гринч или како го украде Божик, така некако беше. Неколку филмчини има направено. Но сите овие се измислени ликови. Може би сето почнува и вистинското крадење на Божик почнува уште на самиот почеток. За ние не го прочитавме текстот, малку е подолг, може и добро да го прочитаме. Нашиот ред е јас да не читам, ние ме читач, кој пред пораката ги чита библиските текстови кои ги разгледуваме. Јас ќе ви раскажам приказната, расказот од Матеј. Значи, таа личност е историска личност, за разлика од оние кои ги спомнав како Скруч и како Гринч, кои се измислени. Ова е вистинска историска личност, тој е првиот кој се обидува да го украде Божик и она радост која доаѓа со Божик, која носи Божик. Ирод Велики. Ирод Велики е дел од расказот за раѓањето на Христос во Евангелието според Матеј. Инаку, тој е наречен, ја носи титулата Цар на јудеите од 40 година пред новата ера. Неговиот татко, Антипатар II, ја добива титулата управник на Јудеја во времето на управувањето на Цезар, на Јулиј Цезар, а 40 година тој управник, тој е синот веќе на Антипатар II, добива титула Цар на јудеите. И така Ирод Велики ја продолжува таа династија на Иродите до цели 100 години. Познат е, според она што го имам од историјата, како многу способен и многу успешен управник. Иако во историјата останува како негативна личност, сепак бил успешен. Бидејќи не е чист евреин, тоест е прозелитизиран едомец, луѓето не гледале со добро око на него евреите, но тој се било да го придобие нивното внимание,
да ги одобровали со една така масовна градежна дејност и оној познат храм во Ерусалим, во кој служи и Господ Исус, е дело на тој Ирод Велики. Создал нови градови и многу други монументални градежни објекти. Меѓутоа, во своето царување бил многу авторитарен и многу суров, многу жесток и познат е по својата параноја. Ирод Велики толку се плашел дека некој ќе ја загрози неговата власт, што убил тројца од своите синови. И тоа третиот на неколку дена пред својата смрт веќе бил болен, се знаел крајот и тој сепак решил да убие еден син во кого гледал можен ривал, конкурент на царскиот престол. Дури и жена си ја убил, плашејќи се дека ќе изврши преврат. И додека тој царува, некаде последните години на неговото царување, се случува раѓањето на Христос. Доаѓаат мудреци од далеку, од исток, од Вавилон, да се поклонат на новородениот цар. Доаѓаат во Ерусалим, распрашуваат за местото на раѓање и таа информација доаѓа до ушите на Ирод, дека дошле мудреци од далеку да го бараат новородениот цар. Ги поканува мудреците, ги распрашува и кога осознава дека тие не го знаат мистинското место, им порачува кога ќе го најдат и ќе му се поклонат, да дојдат, да му кажат, и тој да се поклони. А всушност тој прави план да го убие богомладенецот. Мудреците го наоѓаат родениот цар во Витлеем, му се поклонуваат, му принесуваат дарови кои се достојни за еден цар и на сон се предупредени дека Ирод сака да го убие царот на царевите и така тајно ја напуштаат Јудеја и се заминуваат. Ирод набрго дознава за заминувањето на мудреците, сепак Витлеем од Јудеја не е далеко, 7-8 километри, и прави втор план. Тоест, праќа војска во Витлеем и сите дечиња, машки, до 2 годишна возраст да бидат убиени. Се случува колеш. Сега историчарите велат дека да, ужасно е тоа, меѓутоа Витлеем како мало градче, како мало поточно селце, во тоа време немало повеќе од 10 машки деца до 2 години. Во секој случај ужасна работа. Јосиф е предупреден од ангел за намерата на Ирод и со Марија и бебето заминуваат во Египет и таму остануваат до смртта на Ирод. И со ова некако завршува тој расказ на Матеј околу раѓањето на Христос и Ирод Велики. Зошто Ирод сака да го убие? Зошто сака едно бебе да убие? Бидејќи во тоа бебе гледа опасност, гледа конкурент кој може да му го земе престолот. Ирод, меѓу другото, во текстот Матеј запишува дека отишол кај закониците, кај книжниците, кај луѓето кои го познавале Стариот Завет, за сите оние пророштва во Стариот Завет за Месијата кој треба да дојде, дека тој ќе биде еден цар на царевите кој вечно ќе владее, и Ирод во тоа ја гледа опасноста. И затоа се обидува да го убие тоа бебе уште кога е родено, за да не биде загрозен неговиот авторитет, неговата власт. Гледа во тоа бебе како на опасност. И тука доаѓаме до се обидува, сака да го украде, и тоа на пожесток начин отколку Скруч или Гринч. И така почнува онаа парадигма за крадење на вистинското значење на Божик. И основата на сето тоа, суштината на проблемот е токму таа опасност која човекот ја гледа во Бог како на некој кој го загрозува неговиот авторитет или неговата власт. Која е суштината на Божик? Што значи Божик? На Божик самиот Бог, оној кој создал се, пантократорот, кој држи во своите раце се, оној кој владее со се, оној кој господари, оној од кого доаѓа животот на се, оној преку кого секој живе, се ограничи во едно бебе и дојде меѓу нас луѓето. И тоа и му дадо име Емануел, што значи Бог со нас,
Бог дојде меѓу нас, меѓу луѓето. Бог заживеа меѓу нас за да го врати човекот кој во гревот, во бунтот против Бог се оддалечи. Заживеа во темнина, во грев, во зло. И Бог не само што се воплоти, стана човек, стана слуга на луѓето и отиде на крстот. И умре таму за спасението на човекот, за да го ослободи од вината, од судот, за да го помилува, да му даде прошка и да го врати повторно во Божјото царство на светлината. А Бог, како цар во тоа царство, е нашиот Господар. Сушност, на Божик се воплоти нашиот Господар. И мудреците дојдоа и правилно се поклонија на едно бебе, зашто во него го видоа својот Господ, својот Господар. И тука е проблемот. Проблемот е во тоа што луѓето, сметајќи дека без Бог може да бидат господари на својата судбина, господари на своите животи, господари на своето однесување, не им се допаѓа помислата дека некој друг сега ќе биде кормиларот на нивниот живот. Не, на човекот не му пречи да го слави Божик. Но кој Божик? Оној украдениот Божик. Да го слави Божик со некакви традиции. Да го слави Божик заради храната, веселбата, заради посебниот амбиент. На човек не му пречи да гледа некој бебе таму во кукла, сцени во кои бебето насмеано е обкружено со животни кои дури и тие се насмеани. Таква е сцената вообичаената за Божик. Кравичка, овцичка, јагненце, се свети и се е така насмеано. Меѓутоа вистината е дека тоа бебе е воплотениот Бог, оној кој господари со нашите животи. И вистината е дека на Божик се воплоти нашиот Господ, суверениот Господар на се. И таа мисла, таа идеја за Божик не му се допаѓа на човекот, зашто човекот смета дека може самиот да управува со својот живот. Човек не сака да има Господар. И основниот аргумент на атеизмот, на безбожието, е токму тој. Јас сум доволно способен и не ми треба патерица во мојот живот. Верата во Бог кој ми помага или ме води. И некој може би да каже, па тогаш, која е добрата вест во Божик? Која е радоста за Божик, ако на Божик, всушност вистината е дека ние добиваме еден Господар, кој господари со нас. Нели ја краде тоа радоста од Божик? Самиот факт, самата помисла дека ние треба да се подчиниме, да станеме поданици на некого, дека треба да стане, да се покориме под власта на некого, не е добра вест, што човек сака да биде независен. Ние, сите празници, секој народ, секој држава се има празник на независноста, празник на ослободувањето, зашто човек сака да биде независен, сака да биде слободен. И мисли дека, ако не е под авторитетот на Бог, дека ако не верува, дека го отворили Бог, тоа што е навистина слободен. Тоа е една идеологија на филозофија која се јава со рационализмот. Во западниот свет, а потоа доаѓа и ваму. Која е вистината? И зошто Божик е навистина радосна вест? И дури не можеме да предпоставиме колку е таа радосна вест. Сакал овдека еден повик да прочитам, кој Христос го упатува кон на собраните пред ноги, тоа повик за секој од нас. Во тој повик тој вели, дојдете при мене, дојдете кај мене. Самата граматика на овој повик, на сите овие зборови што ја користи Христос, имат специфично значење во оригиналниот јазик. Повикот дојдете е многу силен повик. Ирод бил моќен владетел. Ирод кој се уплаши од едно бебе владел со црста рака. Ги терал луѓето да му се покоруваат. Кога Ирод починал, луѓето се веселеле, празнувале, зашто се ослободиле од еден тиранин. Христос, кој е господарот на сите, упатува порака, апел, молба, дојдете сите кај мене. Дојдете сите што сте обременети, изморени
и јас ќе ве успокојам. Тој повикува не луѓе кои работеле тешко, кои се изморили од некоја работа, тој повикува луѓе кои се обремените, натоварени поради заблудата, поради обидите, поради таа макотрапна работа, да се докажуваат како способни луѓе кои располагат за својот живот. Луѓе кои се водени од себичноста, од егото, од суетата. Луѓе кои се постојано се трудат да бидат големи и така да докажат дека се праведни, дека се силни, дека се свети, дека можат. Луѓе кои можат. Тоа е повик на луѓето кои се покорени на својата слаба човечка природа, робови на таа природа, и во обидите да се покажат како големи, живеат еден живот на мака, една тежина во себе. Тежина која пред се носи гревот и заблудата на гревот дека без Бог ние можеме да живееме вистински живот. Дојдете сите кои сте се обременети, изморени, и јас ќе ве успокојам. И земете го мојот јарам. И некој каже, па јарам како јарам. Јарамот е робство. Јаремот е тежина. Зошто да отидеме и каква е таа радосна вест на Божик? Дошол некој кој не повикува да влеземе во негов јарем. Да се впрегнеме. Добитокот се впрегнува во јарем. Но Господ Исус продолжи и вели, дојдете кај мене прво, зашто јас како Господар сум благ, кроток, смирен по срце. Ке најдете така мир и мојот јарем е благ и моето бреме е лесно. И овде зборчињата што ги користи Христос, благ, лесен, се специфични и означуваат нешто кое е така скроено, така создадено, не да ти носи тежина, туку да пасува на твојата потреба. Например, како крилата кои ги имаат птиците. Да, тие се тежина на една птица, не ги чувствува како тежина, туку како потреба, со крилата летнува, се движи. Или како перките на една риба. И тоа е значењето всушност на зборчињата кои ги употребува Христос. Дојдете кај мене и јас во соединувањето со мене преку верата. Јас ќе ви дадам јарем, тоест јас ќе ве направам луѓе кои Бог замислил да бидеме. Ќе бидете вистинските луѓе. Во јаремот на Христос, во нашето подчинување на Христовото господство, човек на вистина станува човек. Станува, добива суштина, го добива Христос во себе, Божиот дух во себе, кој почнува да ја прави таа преобразба. И природа која на крајот успокојува, природа која носи мир во душата. Зашто човекот без Бог, подчинет на слабата, грешна човечка природа, на човечката суета, живе во мака, во товар, носи бреме. Робува на суетата, робува на страстите. Човекот со Христос во себе, со Божиот дух во себе, бива преобразен според Божјата природа. И тогаш живе вистински живот. Бог кога го создал човекот, тој го создал со намера да живее определен живот. И тој живот човек може да го живее само со Бог. Кога ќе се покори на Бог, ќе го прифати како свој спасител и Господ. Преку верата во Него. И тогаш, веќе неговата природа не копнее да мрази, туку копнее да љуби. И тоа носи повеќе радост. Неговата природа не копнее да се одмаздува, туку да простува. И тоа носи повеќе радост. Не копнее да зима, да гази, да граби, туку копнее да дава. И тоа носи повеќе радост. Тоа носи мир и спокојство во душата. Преобразената преку верата во Бог, нашето соединување преку вера во Христос, не променува. Човек не сака веќе да се издига и да се прави поголем пред другите, нешто што го бара гревот во нас и она падната човечка природа, но копнее да го издигне другиот и да му одаде чест на другиот, како што најголемиот
царот на царевите направи, се ограничи во бебе, од човечка природа и стана слуга на сите. Тоа е големото значење на Божик. Бог дојде меѓу нас, за да не приближи, да не врати кај него, да го живееме вистинскиот живот. Следната година, на 10 јуни, ќе биде празник. Не знаете кој е празник, сигурно знаете, и јас не знае, скоро разбрав. И ќе биде празник во оние земји, значи прво во Британија и сите земји на Комонвелтот. И тоа е празник кој се менува во зависност од тоа кој е монарх, кој царува, дали крал или кралица. До сега беше друга дата, сега, бидејќи има нов крал, Чарлс II, мислам дека беше, или трети, втори, неговиот роден ден станува по традиција празник на Британија и сите земји на Комонвелтот, тоа е сите оние кои се под кралскиот авторитет на Чарлс II. Нема да биде празник кај нас. Зошто нема да биде празник кај нас? Тој не е наш крал. Ние не го почитуваме како крал. Ние не сме негови поданици. Веќе 300 години повеќе во Англија, во Британија, роденденот на монархот е национален празник. Кај нас не е. Исто и со Божик. Божик го празнуваат вистински, Божик го слават поданиците на оној што се родил на Божик. Ако не си поданик на Христос, ако не си во неговото царство, ако не си покорен на неговата власт, нема причина зашто би го славил тој празник. Божик е празник за Христовите поданици. За оние кои преку верата во него доброволно го признаваат за свој Господ, свој Бог, свој Господар, зашто само во неговото царство се живее вистинскиот живот. Инаку, да, може да се слави Божик, но украдениот, оној лажниот Божик. Вистинската радост во Божик имаат оние кои живеат во верата во Христос. Верата дека тој се воплоти, Синот Божие, дојде на земјата, отиде на крстот и таму на крстот да донесе ослободување од гревот, од вината, од осудата, да ни даде помилување, оправдување и вечен живот. И тоа е пораката, всушност, за оваа служба. Каков Божик празнуваш? Кој го краде Божик? Не се важни тие јунаци од филмови и од литературни дела. Има едно реално страшно крадење, тоа кога славиме Божик во кој Христос не е нашиот Господар. Ако Христос не е твојот Господар, тогаш потребно е вера и покаяние во Него. Молитва, Господи, отвори го моето срце. Омекни го, дај ми вера, да поверувам дека Ти си навистина семокниот Бог и Господар и Спасител, кој дава вечен живот. Ако пак Божик е вистинскиот за тебе, тогаш радувај се и уште повеќе. Посветувај се на Него, во живот на покорност и верност на Бог. Зашто Бог навистина се воплоти, зашто Христос навистина се роди.